Средби со бизнис заедницата на Соединетите Американски држави со конгресмени и сенатори како и со високи представници на ИРИ набиена агенда на премиерот Мицкоски и министрите во Вашингтон на самитот на НАТО, каде ќе остварат бројни билатерални состаноци. Од владата информира дека македонската делегација ќе учествува на отварањето на НАТО форумот и ќе присуствува на состаноците на Североатланскиот совет, каде што Мицкоски ќе има прилика за средби со други лидери. Премиерот Мицкоски ќе одржи говор на реномираниот Џон Хопкинс Юниверзити, пошто ќе следуваат средби со представници од бизнис заедницата во САД. Премиерот ќе има и средби со високи представници на ИРИ, конгресмени и сенатори, односно Брендон Бојел и сенаторката Џин Шахин, копредседавачи на македонската група за пријателство во Конгресот на САД. Во вечерните часови пак тој ќе учествува на свечениот настан по повод 75 годишнината на НАТО. Председателот на владата ќе присуствува и на вечерата во Белата куќа организирана за лидерите заедно со супружниците, а министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски и министерот за одбрана Владо Мисајловски ќе присуствуваат на специјални вечери организирани од државниот секретар Ентони Блинкен и секретарот за одбрана Лојд Остин. Посетата на премиерот Мицкоски, велат од владата, има за цел да ги зајакне билатералните односи со САД, да ја афирмира Македонија како стабилен партнер и да ги промовира економските можности на нашата земја пред американските инвеститори. Македонската делегација на самитот на НАТО за одбележување на 75 годишнината од формирањето на Алијансата во Вашингтон ја предводи Мицкоски заедно со министрите за одбрана Владо Мисајловски, за надворешни работи и трговија Тимчо Муцунски, како и за внатрешни работи Панче Тошковски. Ова е прво патување на Мицкоски надвор од Македонија откако застана на чело на владата. Не е исклучено на самитот да се случи средба со грчкиот премиер Мицотакис, прва по реакциите околу користењето на уставното име. За сега нема официјална потврда дали ќе се сретнат, но доколку дојде до тоа, Мицкоски рече дека очекува достоинствено однесување во Вашингтон, за разлика од Мицотакис, кој најави дека македонскиот премиер ќе се најде во многу непријатна позиција на самитот. Во меѓувреме, Пентагон испрати порака до Македонија и Грција да го остават спорот околу името и преспанскиот договор надвор од Алијансата.